Пак ќе кажам, Господ нека ни е на помош и грејќи нагоре. Велики ќе дојдат некои пати. Струмица и денес под блокада. Земјоделците не отстапуваат од своите барања. На денешниот четврти поред протест тие преку транспаренти го изразија револтот од состојбата со откупот. Дел од пораките се насочени кон откупувачите и трговците, а производителите предупредуваат дека со ниските цени земјоделското производство станува се понеисплатливо. На вистина ве молам, сношти не сам спијал кога прочитах колку милиони евра имат здиплено од буџетот кој ние сите го полниме. Тие користат буџетот на Република Македонија. Превише е на земјоделецот, превише. Газат го, ништат го. Ние ранеме бивша Југославија цела. А шо това? Бандитарија, клошарија, увозот од Албанија, увозот од Турција, 250 динара. Френките и продават или чушките. А сега 15 динара, 20 динара. Срамота, бандита. Не чинат това. Пропаст на државата. Производителите бараат повисока откупна цена за црвената пиперка, позната како ајварка, која сега чини 25 денари за килограм. При тоа посочувајќи дека сегашните услови не ги покриваат производствените трошоци, а особено се незадоволни што откупните цени на почетокот на сезоната се пониски од ланските. Со своите трактори и земјоделска механизација тие го блокираа подрачното одделение на Министерството за земјоделство. Не се исплаќа, оште ништо немаме земено ни субвенции, ништо. Ни за ланската година, ни за таа година. Ни се аплицира ништо. Срамота е тоа. Да, секој пат. Не сме задоволни. Цената што би била задоволителна, би била 40 динара минимално по килограм. Која е моменталната цена сега што се нуди? Моментална цена што се нуди сега е 25 динара. Таа цена не може да ја покрие нашите трошкови, а не па да произведаме за друга сезона. А ова година не им одговара на 40, на 50, на 45, 35 денари била задоволителна. Не е задоволителна. Ако е за нив задоволителна, за нас не е. Затоа што ние не може да работиме во загуба. Ајварката е една од најзначајните земјоделски култури во овој регион, а периодот на откуп е клучен за приходите на голем број семејства кои живеат токму од земјоделие. Инаку, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Борче Серафимовски изминативе денови имаше одделни средби со представници од сите три засегнати страни, пошто се очекува да се изнајде и прифатливо решение. Додека пак струмичките земјоделци се децидни во своите барања и своите ставови и велат дека не отстапуваат од нивните барања, се додека не се изнајде прифатливо решение. Протестите започнаа минатата недела во Муртино, пошто земјоделците излегоа и во Робово, а во изминатите денови со механизација го блокираат центарот на Струмица.